Благодарам господина Джафери. Долго време и јас и вие сме во ова собрание и може би од искуство знаеме дека секогаш кога има вакви жестоки настапи од пратениците, па дури и денес кога гледам по портали од министерот, нешто недостасува, нешто има некаква причина, некаков внатрешен порив да со напад кон другите, не знам, со терминологија ваква, таква, жестока, воени знамиња, не знам, да се правда нешто што очигледно психолошки се забележува дека бар во подсвеста кај колегите пратеници има веќе некаква криза на самодоверба за ова што е досега случајно или направено и во овој сегмент и во другите сегменти на владење. Значи впечатокот јас ке зборам врз база на впечаток. Немам напишан говор, никогаш сум немал напишан говор. Впечатокот на граѓаните во извинете ве молам. Впечатокот на граѓаните е дека во делот на безбедноста и сигурноста има страшни проблеми. Слушам една колешка кога влегов во салата денеска вика во време на СДС ма само 370 лица се исчезнати, нема простор за паника. Ева буквално цитирам. Само 370 лица се исчезнати во 18 месеци, нема простор за паника. 370. Така рече колешката, дали е точно, дали не е, не знам. Не знам дали е точно. Но психологијата јас ја ви објаснувам. Вели 370 лица се исчезнат и нема простор за паника. Као, окей, само 370, ние сме 3 милиарди народ, имаме за 370 да исчезнат. И тоа така тивко си поминува, никој не го коментира. Ако се стварно 370, ја не тврдам, една колешка каже. Ако се стварно 370 луѓе, во 18 месеци, ај поделете колку се месечно? Колку се неделно? Од каде е паникава на граѓаните? Од каде е паниката на Фейсбук? Но не си. Сакав да отворам една тема. Има еден податок кој што МВР може да го обезбеди, не знам министерот дали ќе има храброст да го соопшти, а тоа е број на регистрирани излези на лица со македонски пасош во овие 18 месеци од нашата граница, за кои што нема регистриран податок за влез во држава. Тоа би било еве нова интересна тема во македонското општество. Значи, регистриран излез со македонски пасош од Република Македонија, без регистриран влез во Република Македонија. Во овие 18 месеци. Јас ја знам бројката, практикувам да поставувам прашања чии одговори ги знам, но еве да наметнаме една нова тема да видиме колку тука ќе имаме храброст да зборуваме за суштински теми. Не. Ви благодарам. Само да ја завршам мисла господин Джафери, извинете. Тековни работи се тие набавка на униформи, набавка на чорапи, на чизми, донации и така натака. Ви благодарам, Илија.